Добро вечер, драги пријатели. Најискрено од срце ви благодарам што сте вечерва тука заедно со нас. Што дојдовте за да сите сплотени, здружени, единствени го кренеме гласот против бедата и сиромаштијата, против насилството и неправдата, против криминалот и безперспективноста. Да покажеме дека сме луѓе што не се даваат и не се предаваат. Дека сакаме да живееме подобро. Дека сме подготвени да се бориме да живееме подобро. Ова е наша земја и од нас зависи каква ќе биде. Ова се наши животи и од нас, само од нас зависи како ќе ги проживееме. Дали ќе бидеме уплашени, понижени, изгазени, или пак ќе бидеме исправени, горди, достоинствени. Дали ќе се избориме да бидеме слободни луѓе во своја слободна земја. За 9 месеци не чекаат локални избори. Етеа шансата, етеа можноста на демократски начин, со гласот и волјата на секого од нас, да се одземе легитимитетот на оваа власт и да се отвори патот за нејзино заминување. Затоа и велиме дека ова нема да бидат обични локални избори. Тие ќе бидат и референдум за нашата иднина. На сите во оваа земја ни е јасно дека работите не ни чинат, дека државата не оди во погрешен правец. На сите ни е јасно дека ова лудило скапо ќе не чини и дека мора да го запреме. И сите, буквално сите, мора да го дадеме својот придонес работите да се сменат на подобро. Овде во Велес, драги пријатели, оваа битка ќе ја водиме заедно со нашиот кандидат за градоначалник Аце Коцевски. Вие, велешани, многу добро го знаете Аце. Тоа е човек со биографија, со минат труд и резултати зад себе. Во времето кога тој ја водеше општината, таа беше меѓу најуспешните во земјата. За жал, денес тоа не е така. Денес Велес е град на сивило. И тоа на овие избори и може и мора да се промени. Сите знаеме дека Аце и пред 4 години ја доби вашата доверба и дека со закани и притисоци, со купување на гласови му беше украдена победата, а вам ви беше поништена изборната волја. Овој пат тоа нема да го дозволиме. Овој пат разликата ќе биде толку голема, што никакви нечесни игри нема да им помогнат. И затоа, уште од сега со време им порачувам, ако случајно такви идеи повторно ви паѓаат на памет, ама одма, веднаш да ги заборавите. Социјалдемократскиот сојуз денес не е истиот оној од пред 4 години. Не си играјте со оган, испоштувајте ја народната волја. Аце, нека ти е честито и со среќа кандидатурата. Велес е град што заслужува да има градоначалник за пример. Вистински татко на градот. Прв домаќин во градот на домаќини. Највредниот во градот на вредните. Најчестниот во градот на честните. Знам дека ќе оправдаш довербата. Знам дека со тебе на чело Велес повторно ќе стане една од најдобрите општини во Македонија. За гордост на Социјалдемократскиот сојуз, за гордост на сите велешани. Почитувани граѓани, драги пријатели, Социјалдемократскиот сојуз е повторно меѓу народот и со народот. Ќе ги посетиме сите градови, секое населено место, секое село ширум Македонија. Се среќаваме и разговараме со вас граѓаните
на секаде, и по фабриките и по нивите, и по дуќаните и по пазарите. Сакаме директно од вас да ги слушнеме вашите проблеми, да ги споделиме вашите маки. Овој пат сме решени вие да ја испишете нашата партиска програма, вие да ги дефинирате нашите приоритети, да се посветиме и да го работиме она што вам ви е најпотребно, што вам ќе ви ја подобри живеачката. Веќе се сретнавме со многу луѓе и секаде, ама секаде без исклучок, зборовите што најчесто ги слушавме се вака лошо никогаш не било. Ги повторуваат сите, и работниците и земјоделците, и младите и пензионерите, и таксистите и докторите, и социјалците и професорите. Вака лошо никогаш не било. И навистина, Македонија денес е држава на сиромаштија и мизерија, на невработени и социјални случаи, земја на излажани и уплашени, на понижени и обесправени. Македонија денес е држава на блокирани сметки и судски извршители, на задолжени фирми и уште позадолжени граѓани. Земја со најголема смртност на новороденчиња. Македонија денес е држава на политички затвореници, на згаснати и уценети медиуми, на лажни синдикати и полтронски комори. Земја на споменици и покер апарати, на криминал и корупција. Македонија е држава која живее на кредит, на рабуш, сака да троши, а да не плаќа. Земја без компас на патот кон сопствената иднина. Македонија денес за НАТО и Европската Унија е заборавена земја. Држава што не заслужува да биде ниту на дневниот ред. Ете тоа, драги мои пријатели, е резултатот на 6 години преродба. На 6 години лажни реформи и уште по-лажен патриотизам. Жална Македонија на жални врби. Во сиот изминат период, целокупната власт во оваа земја се наоѓа во рацете на еден единствен човек. Тој е и премиер, и претседател на државата. Тој е и извршна и законодавна власт. Тој е и врховен и уставен суд, и главен скопски архитект, и главен уредник на пола медиуми. И наместо после вакви катастрофални резултати, после вакви страотни национални порази, да излезе пред народот, да ја прифати реалноста, да ја превземе одговорноста и, што е најважно, да соопшти има ли било каков план, било каква стратегија што понатаму, како да излеземе од оваа провалија. Тој сака да зборува за тоа што се случило пред 10, пред 15, пред 20 години. Секој ден фрчат пресконференции и соопштенија, се пуштаат спотови, се објавуваат огласи, се активираа сите медиумски гавази, се испратија и лажните жртви на транзицијата и што уште не. Зашто? Да подсетеле, за да не се заборавело. Господине Груевски, Господине Груевски, не чека долга и тешка битка. И затоа ајде некои работи уште од сега со време да ги расчистиме. Јас лично мислам дека денес најважно за овој народ и оваа држава е да зборуваме за иднината. Да најдеме начин како да ги надминеме овие катастрофални состојби во кои се наоѓаме. Како да им ги решиме проблемите и ублажиме маките на граѓаните. Тука, околу овие прашања, да ги судриме нашите програми, нашите аргументи. Тоа го очекува народот од нас. Но ако веќе толку сакате да говорите за минатото, ајде веќе еднаш да го направиме и тоа, па да го симнеме прашањето од дневен ред. Ајде веќе еднаш, ама конечно еднаш, осмели се, одважи се, прифати еден ТВ дуел со мене.
Ајде да излеземе пред македонската јавност. Секој со своите аргументи, па народот нека оцени кој е кој, што е што, кој е патриот, а кој е предавник, кој е одговорен, а кој е неодговорен човек. Зашто се криеш цело време за други? Ајде јас и ти, пред целата македонска јавност. Велиш народот има право да ја знае вистината, па ајде да му ја дадеме вистината на овој народ. Еве, овие 2 дена сакате да подсетите на транзицијата во Велес. Ајде да ги подсетиме, господине Груевски, граѓаните на Велес, со чии подпис во 2002-та беа приватизирани, да не речам ограбени, Порцеланка, Нокатекс и Лозар. Ако случајно сте го изгубиле документот со ваш подпис, не се грижете, јас ќе ви го донесам. Ми порачувате да сум ги посетил спомениците на транзицијата во Велес. Нема проблем. Подготвен сум да го направам тоа. Само кого да побарам да ме пречека, со кого да поразговарам. Ако одам во Благој Ѓорев, ќе треба да разговарам со Горан Лазов. Ако одам во агрокомбинатот Лозар, ќе ме пречека Маријан Ѓошев. Ако одам во Киро Чучу, ќе треба да се сретнам со Киро Камчев. Ако одам во Топилницата, не можам да го најдам, одам на побегна од земјава Жанко Чадо. Чии се овие луѓе, господине Груевски, ваши или наши? И како тоа Бранко и СДСМ се криви за приватизацијата, најголеми транзициони профитери во Велес се луѓето на ВМРО ДПМН. Овие денови, кој знае колку пати ни ги поставувате истите прашања. Што направи СДСМ кога беше на власт? Или што изгради СДСМ кога беше на власт? Па еве да одговорам. Што направивме? Држава. Ние направивме држава. Почнавме од нула. Без пријатели и помош од било каде. Со празна држава, државна каса и со милиарди долари наследен долг. Создававме од почеток, од нула, од темели, македонска армија, царина, Народна банка на Македонија, македонска дипломатија. Купувавме амбасади каде што вие сега испраќате амбасадори. Немавме ни една. Денес се жалите на европската финансиска криза. Па во тоа време ние не се соочивме со криза, туку со катаклизма. Со распад на поранешната држава, со изгубени пазари, со крвави војни околу нас, со реки бегалци, со затворена граница, со санкции на северната, со грчко ембарго на јужната граница. Денес, ако само 2 дена штрекуваат грчките цариници, ја затворат границата, одма во владата правите пресметки колкави се штетите за македонската економија. Не 2 дена, 2 години во тој период. Грчката граница со Македонија беше херметички затворена, не можеше пиле да прелета. И издржавме, и успеавме, ја сочувавме државата. За да имате каде, господине Груевски, денес вие да владеете и народни пари да трошите, некој прво, претходно, мораше да создаде и да сочува држава. Прашувате што се изградило во времето на СДСМ.
одма да признам. Точно е дека во наше време не се градеа споменици, не се поставуваат скулптури, не се градеа триумфални капи, не се поставуваат жални врби, не се правеа градски плажи на Вардар. Точно е тоа. Во наше време парите ги инвестиравме во нешто многу позначајно, повредно за овој народ и оваа држава. Се градеа автопатишта, преку 130 километри автопат во вредност од приближно 200 милиони евра. Пак ќе речам и ќе го повторам тоа вчера. Се изградија автопатот од Градско до Демиркапија, од Смоквица до Гевгелија. Се изгради автопатот од Скопје до Тетово, од Тетово до Гостивар. Се изгради обиколницата околу Скопје. И сега гледам пуштаат некои спотови. Не било така. Да ве подсетам, не Бранко, не СДСМ. Заводот за статистика официјално ги даде податоците. Во овие 6 години ваши власт во Македонија се изградени 7 километри автопат. По 1 километар годишно. Жив срам и за вас и за цела држава. Во време на Социјалдемократскиот сојуз се градеа енергетски објекти. Хидроелектраната Козјак е почната, изградена, завршена во времето на СДСМ. 140 милиони евра вредна инвестиција. А што ќе кажете вие? Во овие 6 години во енергетиката не е изграден ниту еден единствен објект. Хидроелектраната Света Петка е до таму, докаде вие оставивме во 2006. Гасификацијата на земјата е до таму, докаде што ние изградивме пред 6 години. Градевме ние, господине Груевски, градевме многу повеќе од вас, само не се фалевме со тоа, не се сликавме, не снимавме спотови, не правевме владини рекламни кампањи. Бидејќи сметавме дека тоа ни е работа, дека за тоа народот не избрал. Она што ние го изградивме е нешто што ќе ги врати парите, што ќе го користат и овие идните генерации. Е тоа се вистински инвестиции. Тоа е домаќинско и одговорно работење со народните пари. И почитувани граѓани, толку за Груевски и неговите приказни за минатото. Ако праша нешто друго, пак ќе му одговорам. На некоја следна наша заедничка среда. Почитувани граѓани, Македонија е мала земја со огромни и тешки проблеми, со сиромашни природни ресурси, со сложена и многу чувствителна етничка и верска структура на населението, со некои од соседите кои уште ни го оспоруваат и народот и државата. Држава без посебен стратешки значај, ниту за исток, ниту за запад. Таква земја нема капацитет да издржи премногу долго погрешни политики за клучните прашања. Ние не можеме да си го дозволиме луксузот премногу долго да се движиме во правец противен од елементарната логика и здравиот разум. Цената може да биде страотна, може да биде катастрофална. И ако тоа се случи, немојте да мислите дека некој во Вашингтон или Брисел или во некоја европска престолнина посебно ќе се потреса. Ќе не изолираат и ќе не остават да пропаѓаме сами се додека не се опаметиме. Ова зло со кое се соочуваме како народ и држава, или ќе го решиме сами, или никој нема ни го реши. На крајот на криштата, така е и честно, така и треба. Ова се наши животи, ова е наша држава, говориме за наша судбина и судбина на нашите деца. Јас знам дека многу наши граѓани се плашат гласно да проговорат, да се спротистават, да го кренат гласот. Стравуваат да не бидат избркани од работа, или тие, или некој близок од семејството. Земјоделците се плашат да не им ги укинат субвенциите. Социјалците се плашат да не им ја скратат социјалната помош. Луѓето кои што се во бизнисот стравуваат да не им дојдат инспекции, да не ги казнат, може би затворат фирмите,
а и полицијата може да им поднесе кривична пријава. Луѓето живеат во страф, но во исто време и во срам. Се срамат од тоа што се плашат, од тоа што трпат, од тоа што се понижени. Драги пријатели, ве гледам и ве прашувам, до кога така? Па живот ли е ако во страф се живе? Па живот ли е ако со срам се живе? И од кого на крајот на краиштата да се плашиме? И заради кого да се срамиме? Од една група на луѓе која сама за себе тврди дека се изфрустрирани. Од луѓе без биографија, без мина труд. Од вечити студенти што возат мерцедеси и избираат суди. И верувајте, не се тие ниту силни, ниту храбри. И не е проблемот кај нив. Кај нас е и проблемот и решението. Ние конечно треба да се решиме, да се одважиме, да се кренеме, да ја покажеме силата на овој наш македонски народ. И затоа доста беше. Време е за битка, време е за победа.